Добар ден, ученици! Моето име е Бисера и јас сум наставник по англиски јазик при училиштето Гоце Делчев во Неготино. Со моја помош денес ќе зборуваме за броевите од 1 до 10 на англиски јазик. Ви подготвив низа забавни активности преку кои ќе се потсетиме на броевите и ќе се обидеме да ги применуваме при различен вид на вежби. Да започнеме. Најпрво треба да знаеме кои се целите и задачите на оваа наставна содржина, односно вештините кои ќе добиете по завршувањето на овој видео час. Прва и основна цел и задача е препознавање на броевите во слуховна и пишана форма. Слуховната форма подразбира сето тоа што го слушаме преку сетилото за слух, во овој случај тоа се нашите уши, односно како ги разбираме броевите слуховно кога слушаме песничка или слушаме нешто од телевизија, како цртан филм или некоја едукативна емисија. Додека пишаната форма е исто така рецептивна вештина, тоа што го примаме како информација преку нашите очи, меѓутоа, вие се уште не знаете да читате на англиски, но умеете да ги препознавате тие пишани форми, со тоа што доколку би имале активност со сликичка избор, вие умеете да направите пар од слика и соодветен збор за таа слика, што ќе ја опише, односно што е точниот одговор. Втора цел и задача е применување на броевите при различен вид активности. Како што и кажав пред малку, јас ви подготвив различни активности и задачи, за кои се надевам дека ќе имате вие одличен интерес, бидејќи тоа е многу важно за да ја совладате оваа содржина. Да започнам. Activity number 1. Задача број 1. It says, let's count some apples. Да броеме јаболки. Yes, we are going to count some apples and the apples will start to fall down. Let's begin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 red and yummy apples. Do you like apples? Yes, of course you do. I like apples too. I eat apple every morning. There is a proverb saying, an apple a day keeps the doctor away. Има една народна поговорка која вели, едно јаболко на ден и ќе бидеш здрав како дрен. И тоа навистина е така. Значи имаме 10 јаболки, да пробаме да ги заокружиме на дрвото. Like this, 10 red and yummy apples. Activity number 2. Вежба број 2. Read the numbers. Тоа е што го кажав пред малку, да ги препознаваме броевите во пишана форма. Значи, повторно имаме задача во која примаме информација. Меѓутоа, тоа што е важно да го сознаеме сега, е да ги препознаваме пишаните форми за броевите, кои ги имате под секој збор напишано. Сега јас ќе користам маркер, за да ви е полесно видливо и ќе ги означам тие пишани форми, заедно ќе се обидеме да ги прочитаме со тоа што јас читам полека, а вие слушате и повторувате по мене. Да започнеме. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. And look how happy they are. Погледнете колку се среќни овие броеви од 1 до 10. Јас се надевам дека барем дел од овие ќе ги запомнете убаво, бидејќи вежбата која следи ќе бара од вас да препознаете соодветен збор за одреден број јаболки кои се наоѓаат во некоја кошница. Да погледнеме како изгледа тоа. Activity number 3. Count the apples. Here you can see a brown basket full with apples. Let's count the apples. Ќе кликнувам на јаболките, а вие ќе забележите мало движење, за да означиме кои се изброени. 1, 2, 3, 4,
5. 5 apples. Now let's read the words under the basket. 10, 5, and 3. So which one is the correct one? It's 5. То е вториот збор во средина. 5. The next basket. Let's count. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. They are spinning around. Тие се вртат малку поразлично од претходната кошница. Под кошницата имаме 3 понудени зборови. 1, 10, 8. Which one is the correct? It's 8. 8 apples in the basket. 1, 2, 3, 4. 4, 7, or 9. Which one is the correct answer? It's 4. Значи, на овој начин, јас гледав да ги имаме вклучено сите броеви од 1 до 10, со тоа што еден ќе одберите. И мислам дека оваа активност ви беше прилично лесна, затоа што од моето искуство до сега со сите вторачења не сме имали никаков проблем во препознавањето, а мислам дека таа вештина ќе се надградите во трето одделение уште подобро со тоа што почнуваме и да пишуваме. Activity number 4. Вежба број 4. Оваа вежба е поврзана со предметот математика, односно празните јаболки, тие што не се обоени на дрвото, ќе треба да добиеме збирот, тие да ги поврземе со едно од тие црвени јаболки, која секој од нив има број внатре, односно збирот на една од тие јаболки на дрвото. Да започнеме. 3 plus 2 equals 5. 5 plus 5 equals 10. 7 plus 1 equals 8. 2 plus 5 equals 7. And the last one, 1 plus 3 equals 4. Activity number 5. Вежба број 5 ми е една од најомилените, бидејќи вклучува пеење на песничка, со тоа што ги повторуваме некои делови од телото и се вклучени броевите од 1 до 10 на забавен начин. Да погледнеме. How many fingers on one hand? How many fingers on one hand? How many fingers on one hand? Let's all count together. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. How many fingers on two hands? How many fingers on two hands? How many fingers on two hands? Let's all count together. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Clap, clap, clap your hands. Clap, clap, clap your hands. Clap, clap, clap your hands. Clap your hands with me. Let's count our toes. How many toes on one foot? How many toes on one foot?
How many toes on one foot? Let's all count together. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. How many toes on 2 feet? How many toes on 2 feet? How many toes on 2 feet? Let's all count together. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Stomp, stomp, stomp your feet. Stomp, stomp, stomp your feet. Stomp, stomp, stomp your feet. Stomp your feet with me. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. What a lovely song! Did you like the song? Of course you did! Секако дека ви се допадна песничката, многу е убава, затоа што вклучува движење на телото, такви песнички ние сакаме, знаеме од искуството на часовите. Дополнително ги повториме некои делови од телото, како и броевите. Одиме со следно. Оваа вежба ви е дополнителна за дома, со тоа што ќе ги вклучите малце прстите на дланките. Ќе направите, ќе го испечатете овој запис што го имам овде на слайдот и ќе направите јаболки од пластелин, со тоа што на секое дрво ви пишува колку јаболки треба да направите од пластелин. Од 1 до 12 мислам дека ќе си го испечатете, а можете и да го нацртате, пластелин сигурно имате, за да извежбаме дополнително кажување на броеви. Следна задача е игра што имам за вас, која се вика Count with Ellie. Линкот ќе го добиете исто така во оваа презентација. Играта е премногу долга. Јас не би сакала сега да ја пробаме, бидејќи не знам дали е и возможно и одзема и многу време. Ќе ја пробате дома, прекрасна е, со тоа што имате една интерактивна книга, кликнувате на секој број, па ви се покажува десна страна нови предмети со кои дополнително учите нови зборови и така натаму. Јас само еве ги линковите, значи достапни. Користени извори исто така во оваа наставна содржина, играта, песничката, како и документот кој треба да го испечатите. Јас само ќе ви се заблагодарам за вниманието. Се надевам дека се забавувавте и се надевам дека се гледаме наскоро со нова наставна содржина. Have a lovely day. Bye.